Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за проблемот со покачената телесна тежина, дебелината, односно обезноста, какви модалитети и какви начини на третман може да се применат. Секогаш прво се почнува со промена во планот на исхрана и позголемена физичка активност, па следува фармакотерапијата, а како последна опција и баријатричната хирургија, која што веќе се изведува и во Македонија на товар на фондот за одреден број и група на пациенти кои што секако треба да ги исполнат условите, треба да бидат следени и претходно и потоа со пациенти со веќе многу изразена покачена телесна тежина. На оваа тема утрово разговараме со доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог, директор на Универзитетската клиника за ендокринологија. Добро утро, доктор Танер, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов. Да. Пандемиски разбери на дебелината и во светски глобално размери, зборуваме секогаш дека не е естетски, туку пред се во последно време и сериозен здравствен проблем кој може да направи многу компликации по здравјето на индивидуата. Да. Веќе тоа е добро што веќе општо се прифаќа дека не е состојба, здравствена состојба, туку се работи за една хронична болест. Дебелината дека е прогресивно, цело време може да се влошува состојбата кај пациентиве, а исто така само со себе носи и многу бројни компликации. Денеска се бројат над 200 компликации кои што се директно поврзани со дебелината. Тука влегуваат најчесто кардиоваскуларните компликации, метаболни, дијабетот, некои малигнитети, карциноми кои што се поврзани на дебело црево, на јетра. Има вакви поголем број на болести кои што се директно поврзани, како што кажав, со дебелината. Затоа е многу важно да се внимава и на време да се делува кај овие пациенти. Така, мултидисциплинарен пристап секогаш е потребен кон тие индивидуи, бидејќи не е можеби некогаш лесен и едноставен патот, така да намалите голем дел од килограмите, ама со заедничка соработка се постигнува успехот. Така е, тука треба мултидисциплинарен пристап, пошто се работи за пациент со повеќе потреби, значи не е само дебелината во прашање. Дебелината се регулира, може да се контролира, меѓутоа ако има и други коморбидитети, пациентот мора и други здравствен персонал, друг или доктори да се вклучат во тимот. Тука ние во тимовите наши кои што работиме со оваа проблематика имаме стручни тимови кај што се вклучени повеќе доктори од повеќе области. Исто така имаме и психолози кои што се многу битна алка во успешното менаџирање на овие пациенти. Имаме нутриционисти кои што исто така даваат совети за здрава исхрана, како треба да ја продолжат со исхраната пациентиве и да се придржат на таа исхрана. Така да мултидисциплинарен пристап сегде во светот, така и кај нас е битна алка за да имаме успех во третирањето на пациентиве со дебелина. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следите не до крај и повелете, јавете се и поставете прашање. Со доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог, директор на Универзитетската клиника за ендокринологија, зборуваме за обезноста, покачената телесна тежина, дебелината, како и да ја насловиме и да кажеме, тоа е таа иста состојба која што може да создаде многу компликации, сериозни здравствени проблеми. Пред 2 години се отвори првиот центар за обезност во градската општа болница 8 септември. Предходно кратко издруженијето за обезност, а веќе имаме и уште еден центар во склоп на клиниката за ендокринологија. Како функционираат, што досега е постигнато, колку пациенти веќе го постигнале она што го посакувале во намалување на тежината? Да. Веќе имаме активни 2 центри во Скопје и сакаме тоа да се продолжи низ цела држава во Македонија и во внатрешноста да имаме такви центри за да се децентрализира работава, да немаат потреба пациентиве цело време да патуваат до Скопје. Така да во рамките на плановите за работа на Сдруженијево за дебелина имаме во иднина планираме да се отвори уште нови центри, уште 2-3 вакви центри. Прво во Прилепки имаме, во Струмица, во Штип, во Тетово, истовремено се планира да се отварат овие центри, да се акредитираат во Европското сдружение за да можат да бидат да функционираат правилно како што треба под контроли со сите стандарди. Така да верувам во блиска иднина дека ќе ги активираме и овие другиве центри.
тогаш ќе имаат можност повеќе пациенти да бидат вклучени во нивното исследување и третмани ако имаат потреба. Што се однесува до овие првите два центри што ги имаме веќе во Скопје, таму имаме веќе функционираат скоро 2 години наназад. Имаме околу во Центарот за дебелина на клиникава ендокринологија, веќе имаме над 2000 пациенти кои што се прегледани до сега. Во 8 септември околу 1500 пациенти имаме, така да вкупно околу 3500 пациенти во последниве 2 години кои што поминале низ овие центри за дебелина. Просечна возраст на оние кои што се обратиле и побарале помош? Просечната возраст е околу 40-50 годишна возраст. Најповеќе на ова возраст имаме пациенти, меѓутоа имаме еден добар дел, околу 30-40% се околу 20 до 30 годишна возраст, млади пациенти. Имаме исто така и еден мал број на пациенти кои што влегуваат во групата на 20 до 25 годишна возраст. Така да, добро е што има млади пациенти. Ние се радуваме кога доаѓаат помладиве пациенти, пошто тие се таа група на пациенти, таа возраст, кај што треба многу побрзо да се делува, за да во иднина немаат компликации. Иначе до сега ќе намалат ризикот нели од компликации на тој начин. Така е, до сега за жал повеќето од пациенти кои што доаѓаат имаат веќе компликации или други коморбидитети кои што настанале од самата дебелина. Тоа е посложена работа и малку бара повеќе труд и подолго време. За жал таму успехот е помалку во споредба ако се реагира многу порано кај пациентиве во помлада возраст. Така да апелираме помладите пациенти, тие прва линија кои што треба директно да дојдат во овие центри и да бараат помош или да бараат препораки за нивното менаџирање. Така, постојано зборуваме и слушаме дека загрижува фактот дека дебелината се поприсутна во детската возраст кај тинејџерите, адолесцентите, најмладиот или најмалиот пациент кој што дошол на детска возраст имаме скоро во Македонија скоро 30-35%, веќе се очекува до 30 година дека 40% скоро од детската популација ќе биде обезна, за жал. Во моментот во Македонија околу 20% се движат процентиве, меѓутоа сегде во светот расте и кај нас расте цело време. Детската возраст е многу највулнерабилната група. Тие пациенти кои што имаат потреба или нивните фамилии, родителите ако приметуваат, ги препорачувам, имаме во детска клиника на детска ендокринологија, имаме ваков центар кој што функционира веќе, можат од таму да се упатат и да бараат помош. После 14-15 годишна возраст, тие се префрлуваат во нашиве центри кај возрастната популација. Така да детската популација е многу ризична и таму треба да се внимава. Тука има многу улога, треба да играат фамилиите, семејствата на пациентиве, родителите, исто така средината во кој што живеат, посебно училиштата, школите кај што учат децава. Таму се тие најризична група, пошто таму имаат многу лесен пристап на храна кој што е богато со масти, со јаглени хидрати, за жал, кој што директно предизвикуваат дебелина. И затоа во светот се внимава на овие работи. Тука треба да играат улога и повеќе мултидисциплинарно да се постапува. Не е ова работа само на здравствениот персонал, туку треба да бидат вклучени и другите, например Министерство за образование заедно со здравство, Министерство за економија. Овие продукти, барем што се продаваат многу лесно и многу лесен пристап имаат децава околу школиве, продавниците, барем таму тие продукти да се намалат, да се продаваат здрави продукти и цената на тие здрави продукти малку да бидат поевтини во споредба со другите продукти кои што предизвикуваат дебелина. Така да треба да се внимава, треба да се обрнува внимание на овие точки, ама тука треба заедничка работа на неколку министерства заедно. Така, да. Каква е постапката или процедурата за да се дојде во еден од центрите за обезност? Матичен доктор, директно земаат пациентиве упатот на нивните матични доктори, веќе се користи таа диагноза E66, што е за обезност определена од страна на меѓународната класификација за болести. Со таа диагноза директно може да бараат упат од матичен доктор или нивните матични доктори, семејни лекари исто така,
тие ги упатуваат директно во центриве. Имаме закажени термини, дел од пациентите кои што имаат стварно потреба или имаат и други коморбидити, може и со приоритетен упат да дојдат. Така да лесно се стигнува, не е проблем за наоѓање на термини. Во иднина ако се отварат, кога ќе се отварат овие новите центри, уште полесно ќе биде, ќе биде зафатена цела Македонија, цела држава, сите региони. Тоа ќе биде убаво и ќе имаме можност да направиме споредба кои региони имаат популација со поголема дебелина, кои помалу, каде е причината, во што се основа тоа. Тоа ќе можеме да направиме во иднина кога ќе имаме вакви повеќе центри. Сега сите податоци ги добиваме само од нашиве центри што се во Скопје. Меѓутоа, кога ќе се отварат овие новите центри, ќе имаме податоци и од внатрешноста на Македонија. Така, а на тој начин и ќе им се олесни, бидејќи во овие центри не се доаѓа еднократно, само да дојдете да ве прегледаат и да вие востануваат состојбата. Треба така да се доаѓа и на прегледи, контроли, следење на... треба да бидат под контрола, некои на 3 месеци, некои на 6, на годишно ниво, али треба постојано да бидат под контрола, пошто се работи сепак за една хронична болест, која што не застанува, прогресивна е, се повторува и да се дојде во нормална телесна маса во иднина ако се откаже пациентот од животниот стил, ако се откаже од здравата исхрана, можат тие за кратко време тие изгубените килограми да се вратат назад. Така да цел живот мора да бидат внимателни и да прифаќаат тоа дека е хронична болест и дека цело време треба да се внимава и на исхраната и на физичката активност и ако има потреба да користат и терапија. Така, солидна бројка на оние кои што побарале досега помош и почнале со третманот. Да. Колку од нив завршиле со успешен исход и го постигнале посакуваното во намалувањето на тежината? Ние сме задоволни и пациентите се задоволни, тоа приметуваме и од нив, мотивирани се, а тоа нивната мотивација кажува дека е третманот успешен. Скоро 60-70% од пациентиве со терапија, со препораки, со промена на животниот стил доаѓаат во таа посакувана референцна граница од индекс на телесна маса, во тие нормални граници. Дел имаат, еден дел од пациентиве, за жал, мал е тој дел, меѓутоа се откажуваат од терапија или од вакви активности, после тоа известно време пак се појавуваат во нашиве центри. Така да, ама добар дел, 60-70% имаме успех со третманот наш. Еден мал дел имаат потреба за бариатрична хирургија. Тие што екстремни имаат голема телесна маса со екстремен индекс, кои што влегуваат во група на класа 3 нагоре, класа 4-5 на обезност, тие имаат потреба и за хируршки зафат. За такви пациенти ние поставуваме индикација ако имаат стварно потреба. После поставување на индикација ги препраќаме во центар за дигестивна хирургија, на клиника се работи. Веќе има актуелно е во Македонија, почна од март месец наваму, веќе имаме пациенти, имаме 3-4 пациенти што се веќе оперирани и се во добра општа состојба, со добри параметри метаболни, така да сме задоволни од тоа. Скоро 40 пациенти оваа година веќе Министерството за здравство заедно со фондот обезбедија средства да бидат покриени од страна на фондот за здравство. Тоа ќе биде за ова 2025, така таа одредена бројка. Меѓутоа веќе следна за 40 пациенти и веќе тој процес веќе почна, проработи, веќе доаѓаат пациенти. Тие што имаат стварно индикација ги препраќаме на дигестивна хирургија. Таму има еден стручен тим што е обучена за оваа работа. Така да мислам дека е многу важно да се постават индикациите, правилни индикации. Исследување на добро исследување и постоперативниот период е многу важен. Тој период мора овие пациенти постоперативно пак да се вратат во нашиве центри за да бидат исследувани баш како што треба и од клинички аспект со сите параметри да се води сметка и да се внимава понатаму пак да не ги враќаат килограмите назад, пошто пациентите мислат ако се оперираат дека све ќе заврши и после тоа дека во ниеден период од нивниот живот дека нема да имаат проблеми со телесната маса, меѓутоа тоа не е така. После извесен период, после 10 години, 15, еден добар дел од овие пациенти пак почнуваат да ги враќаат килограмите.
така да подобро да бидат под контрола и под надзор на лекари кои што се занимаваат со оваа проблематика и да знаат дека сепак животниот стил е основата на оваа терапија, мора да се промени животниот стил, без разлика дали примаш фармакотерапија или на хируршки зафат, дали е направен таков еден зафат. Сепак животниот стил останува основата, таму ништо не се менува. Мора да има здрава храна, мора да има физичка активност. За жал немаме таква физичка активност, во последно време се помалку и помалку се физички активни лицава во светот, така и кај нас имаме многу. Имаме обилна исхрана кој што предизвикува дебелина, а за возврат на тоа се намалува физичката активност. Ние препорачуваме кај пациентиве физичката активност да се одржува, дури и да се зголеми, барем едно 6 до 10.000 чекори дневно да се направи, 3 до 4 километри, барем пешачење, ако не можат ништо друго, барем да пешачат пациентите за да се одржува таа мускулна маса кај пациентиве, бидејќи со намалување на телесната маса, со фармакотерапија или со хируршки зафат, за жал, заедно со масното ткиво, оди еден добар дел и од мускулното ткиво, тоа не е добро. Ние сакаме мускулното ткиво да се одржи таа мускулна маса, меѓутоа да се намали само масното ткиво, вишокот на маснотиите. Така да препорачуваме физичка активност да биде цело време присутна во тој животен стил кој што ќе спроведат пациенти. Така и да стане како една навика, така секогаш понатаму во животот, нели, да се применува. Мора да има навика. Значи навиките мора да се менуваат, така е. Ова проблематика мора да бара дисциплина и навиките треба да бидат сменети и да се одржуваат тие навики и во понатамошниот дел од животот. Така. И секогаш веројатно се почнува така со препорака за промена на животниот стил, внесот на храната и физичката активност. Ако не се постигне посакуваното на овој начин, се преминува на фармаколошка терапија и тоа како опција, нели е достапно. Да, некои параметри кои што се придржуваме на тие параметри, критериуми имаме за кога каде треба, кој пациент, нели, што да се примени. Колку време треба да се чека, обично 3 до 6 месеци чекаме со физичка активност, со промена на тој животен стил. Даваме можност на пациентиве, малку ги мотивираме со психолошка терапија, со мотивација. Ако имаме успех во тој временски интервал од 3 до 6 месеци, барем едно 5% да се намали од вкупната телесна маса, тогаш значи има ефект, може да се продолжи со таква терапија. Меѓутоа, ако немаме ефект, ако помалку од 5% изгубиле во тој временски интервал, тогаш доаѓа вториот чекор, тоа е фармакотерапијата. Имаме веќе во Македонија имаме неколку лека кои што веќе активно се користат, знаат и пациентиве. Иако еден е само лираглутидот, саксендата е само регистриран од страна на Малмед, меѓутоа тие пациенти кои што имаат и диабет и обезност заедно паралелно, може да користат и семаглутид или оземпик. И тоа многу веќе масовно се користи во светот. Во други центри низ светот има и други лекови кои што се користат, кои што не се уште стигнати во Македонија. Во иднина верувам дека ќе стигнат и тие понова генерација на лекови кои што имаат поголем интензитет на намалување на телесната маса. Така да имаме можност со фармакотерапија еден добар дел од пациентиве да намалат телесна маса во тие очекувани или таргет вредности кои што ги посакуваме да ги добиеме. И една помала група кои што се резистентни за жал и на животен стил и на фармакотерапија. Тука стапува веќе третиот чекор, тоа е терапија со бариатрична хирургија. Има неколку процедури кои што се користат, кои што ги користат хирурзите, што се бават со овој проблем. Најчесто е слив гастректомија во светот, скоро 80% од пациентиве кај овие пациенти се применува оваа процедура, се одзема 2/3 од желудникот, се намалува волуменот на желудникот, со тоа се намалува и капацитетот на желудникот да прими повеќе храна. Индиректно делува и на апетитот, кај пациентиве доста се намалува апетитот, така да многу е ефикасен за многу краток временски период од 2 до 3 месеци може да изгубат пациентите 20-30 килограми. Тоа е драстично, се приметува одма кај пациентиве. Ама треба да се внимава. Мора да внимаваат на многу работи. Сепак е хируршки зафат, има некои, може да има некои компликации. Треба да се знае дека во натамошниот период пациентиве мора да постојат оперативно
мора да користат микро и макронутриенти кои што не може да се абсорбираат од желудникот, пошто еден добар дел од желудникот се ваѓа со хируршки зафат. Така да тој заместител на терапија цел живот мора да продолжи. Треба да внимаваат на исхрана покрај хируршкиот зафат, пациентиве цврста со течна храна не можат заедно, тоа треба да се направи еден временски интервал, да има растојание меѓу цврстата храна и течната храна. И ние даваме такви препораки, ги обучуваме пациентиве, тие се спремни веќе, тие што одат на операција, знаат за овие и што понатаму треба и како да применуваат. Како треба да се исследуваат. Да. Така да битно е да се следат, да си бидат исследувани клинички како што треба пациентиве, да не останат постоперативно, да не се јават во нашиве центри. Да не се случи тоа, пошто може да настане некоја компликација кој што не може да претпостави пациентот дека е од таа. Да, сепак не е така лесно и едноставно да речете, ќе направам хирургија, ќе си го решам проблемот со килограмите. Не е така, да беше се така. Реши моментално, да, секој ќе прави. Секој пациент ќе препорачавме да се оперира. Да, ама сепак се препорачува и е добро да се направи кај луѓе кои што имаат над 150, 60, 70 килограми, кај што многу подолг ќе треба да биде периодот на другиот начин, или пак едноставно можеби нема да можат на тој начин да го постигнат тоа. Ние има такви пациенти кај тие пациенти можеби и не се чека многу време така да се следи, да се пробува со едно, друго или трето. Директно да им препорачуваме да одат на хируршки завод, кај тие пациенти кои што се енормно имаат голема телесна маса. Зборувам за група на пациенти кои што имаат индекс на телесна маса над 40-45, кои што влегуваат во таа класа на 3 и нагоре. Имаме неколку класи на дебелина, прв стадиум, втор, трет, четврти и така. Тие што се над трет стадиум и нагоре, на нив препорачуваме. И плюс ако имаат кардиоваскуларни болести, ако има пациент од срцева слабост, некои други проблеми кардиоваскуларни, многу често е кај овие пациенти, диабет ако имаат, и кај нив можеме директно да препорачаме да одат на хируршки зафат. Меѓутоа другиот дел кој што немаат голем број на коморбидитети или многу ризични коморбидитети како што се кардиоваскуларните болести, кај нив можеме еден известен период да дадеме можност со физичка активност, со исхрана, со фармакотерапија, за да ги постигнеме тие таргет вредности. Значи, многу е битно да се постигнат тие вредности, таргет, целните вредности кај пациентиве. Ако се постигнат, не е проблем со било која процедура од овие што ги наброивме, може да ги користиме. Меѓутоа, важно е целта да се постигне, да влезе во таа група со референтни граници, на метаболни параметри исто така се битни во кај овие пациенти. Не е само бројот, значи не е само килограмите. Значи не водиме сметка само за доаѓаат во предвид и се многу важни, така да се проценат. Не лекуваме килограми или бројки, лекуваме и други. Општото добро на пациентот е многу важен. Многу физички поактивен ќе биде пациентот, многу помотивиран, ќе има волја за живот. Поголем дел од овие пациенти за жал се изолирани, стигматизирани, почнуваат да се социјализираат пациентиве. Метаболните параметри на шекерот, на мастите, на крвниот притисок многу се подобруваат. Голем број на пациенти веќе се откажу немаат потреба за инсулинска терапија, откако ќе намала телесната маса, очекува тие таргет вредности, се откажуваат од инсулинска терапија, само со таблета, една или две таблети регулираат гликемија. Тие што имаат висок крвен притисок, голем 50% се намалува крвниот притисок кај пациентиве. Тие што имаат замастена јетра, масните наслаги на јетрата на црниот дроб се намалуваат, така да имаме многу позитивни ефекти и од едната, и од втората или од третата процедура, независно која процедура се користи. Сепак, кога ќе се постигнат тие таргет вредности, од општото добро на пациентот многу се менува. Така, важно е да се донесе одлуката дека треба нешто да се смени и тие килограми веќе да се намалуваат. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото со доцент доктор Танер Хасан. За компликациите постојано зборуваме и мораме да ги спомнуваме, бидејќи се многу сериозни и водат кон сериозен проблем за здравјето на пациентот. Речи си да нема човек кој што има проблеми или потешкоти со дебелината, да нема диабет, замастен црн дроб, холестерол,
триглицериди и ред други параметри така кои што се над нивото кое што е потребно. Да, многу има. Скоро обезноста е главната причина за сите овие ако зборуваме за метаболни параметри кои се влошуваат или кои се пореметуваат, 90% на обезноста зависи од овие, кажавме ние дека исхраната, животниот стил, свето тоа делува, тие исто така делуваат и на метаболните параметри кај пациентиве. Скоро 90% од пациентиве кои што имаат обезност имаат пореметување во овие метаболни параметри. Тие се најважните се липидните параметри, липидниот профил, гликемијата кај пациентиве, крвниот притисок и исто така и обемот на струкот кај пациентиве. Овие се најбитните параметри кои што водиме сметка да ги подобриме кај пациентиве. Тие пациенти кои што имаат пореметување во метаболните параметри, тие се влегуваат во најризичната група на пациенти кои што можат во иднина да развијат кардиоваскуларни компликации или други пореметувања, ортопедски компликации има исто така кај овие пациенти со колена, со колкот имаат многу чести проблеми. Потешкоти и во движењето, потешкоти и во движењето, кои што имаат потреба од хируршки зафат кај ортопеди за колено или за колк, а причината е токму дебелината. Имаме еден дел на пациенти кои што каде што метаболните параметри се во нормални граници, но сепак се во групата на пациенти со обезност. Тие ги нарекуваме еден посебен фенотип на пациенти како метаболни здрави обезни пациенти. Таква една класификација направена, меѓутоа тука треба да напомене дека овие иако се метаболни здрави, метаболните параметри се во нормални граници, само имаат поголема телесна маса, овие пациенти постојано не остануваат во оваа група, дека ова е една флексибилна група која што во иднина зависи, тоа е индивидуално за колку временски период, меѓутоа во иднина добар дел од овие пациенти влегуваат во групата на метаболни нездрави обезни пациенти. Така да внимаваат на ова. Да, за брзо време може да се премине во таа група, така? Пациентиве обично кажуваат, јас немам никаков проблем, немам никаков коморбидитет, само телесната маса, јас сум здрав. Добри ми се резултатите, добри се резултатите, јас сум веќе привикнат на оваа телесна маса, добро се функционирам, сакам вака да си продолжам. Тоа е негово право, тоа не можеме да оспориме, меѓутоа треба да се напомене дека да се објасни на пациентот дека оваа фаза е менлива, дека е транзиторна, дека во овој момент се наоѓаш во метаболна здрава група, меѓутоа тоа не значи дека во иднина нема да влезеш во метаболни нездрава група на пациенти. Така да треба да се внимава и многу да се исследуваат овие пациенти, да не се остават долг временски период, барем еднаш годишно да се направат анализиве, за да се приметува дали веќе влегува пациентот во таа група на метаболни нездрави или се уште е во метаболна здрава група на пациенти. Така да тука повеќе игра улога докторите што ги водат овие пациенти да внимаваат на овие параметри. Инаку пациентиве, еден дел на пациенти не се жалат, немаат никакви проблеми, немаат болка. Тоа ние за жал само кога имаме веќе сериозни компликации или кога чувствуваме болка или кога имаме ограничување во движењето, тогаш одиме на лекар, а тогаш тој временски интервал, еден добар временски период веќе е изгубен тој период. А знаеме дека сите наши клетки во организмот имаат метаболна меморија и тие памтат колку време си бил во време во метаболна здрава средина и колку време си во метаболна нездрава средина или во метаболна нездрава група на пациенти. Така да треба еден подолг временски период после тоа за да се добијат тие резултати очекувани кои што треба да ги постигнат пациентиве. Ако се третираат навремено, ако не се губи време многу за пократок временски период се добиваме тие посакувани резултати кај пациенти. Кај голем дел од тие пациенти имаат состојба на предиабет, не се свесни или пак едноставно не сакаат да прифатат дека имаат проблеми со регулацијата на шеќерот, а тоа е најдобриот момент така да се преземе нешто за да не се дојде до состојба на диабет. И треба да се лекува. Предиабетот не е фаза кај што не треба да се интервенира. Баш обратно, првата фаза кај што треба да се интервенира веќе кај пациентот, одма да се менува животниот стил, исхраната, да се дадат препораки како треба здравата исхрана да личи кај пациентот, да спроведе тоа и плюс да се почне со една
полесна форма на терапија со метформин само еднаш дневно, за да се порационално да се користат резервите на панкреасот кај пациентот, бидејќи за брз временски интервал овие пациенти преминуваат во диабет после предиабетесот и самиот предиабетес има компликации за во иднина, за тоа треба да сме свесни. Иако вредностите не се многу високи на шеќерот во крвта, сепак со текот на времето и тие мали вредности може да направат компликации или оштетување на голем број на органи. Да. Замастениот црн дроб исто така е присутен, нели, како состојба. Тие се тие метаболни, така? Метаболни. Замастена јетра е многу честа појава кај обезни, посебно кои што имаат дебелина околу стомакот. Да, абдоминална или централна обезност. Така за да се имаат сите овие состојби. Да, и таа замастена јетра има неколку фази, веќе ако преминува во фаза на од трета, четврта фаза, веќе е фаза кај што нема враќање назад, кој што почнува веќе фиброза да има во црниот дроб. После тоа и да се намали телесната маса и да се направат сите можни евалуации или да се спроведат секаква терапија, сепак тоа фиброзно ткиво за жал останува уште присутна во црниот дроб. Се уште немаме таква некоја ефикасна терапија кој што може да намали фиброзата во црниот дроб. Меѓутоа на почетокот, кога има само замастување без фиброза, тогаш имаме ефект. Може да се врати во нормална фаза. Да. Колку би било лесно и едноставно така да ја одржувате телесната тежина за на онаа возраст или период од 50 на 50 и нешто години, да не пиете таблети за висок крвен притисок и за замастен црн дроб и за предиабет или диабет и ред други работи, холестерол, триглицериди, значи само да донесете одлука така дека треба да намалите и да ја одржувате таа телесна тежина и едноставно да одлучен да биде пациентот, да има континуитет, да биде истраен, пошто се зависи од состојбата значи од менталната состојба. Мозокот игра многу важна улога. Сите тие центри што се за глад, за ситост се наоѓаат во мозокот и оваа терапија која што користиме, поголемиот дел од оваа терапија делува директно на тие центри во мозокот кај што чувствуваме глад или ситост. Така да мозочниот дел сепак ние кога одиме низ симпозиуми, конгреси, секогаш разговараме дека ова сушност е метаболна проблематика, меѓутоа е и невролошка. Значи се работи и за мозочно тие центри во мозокот кај што не функционираат или повеќе се функционираат за активни се за глад или обратно за ситост повеќе, кај што влегуваат во група на анорексија веќе пациентиве. Сепак мозокот игра клучна улога. Има еден добар дел на пациенти кај што причината е токму таа мозочен глад кој што чувствуваат пациентиве, кои што цело време се чувствуваат пациентиве глади, не се заситуваат, и постојано посегнуваат по храна. Така да мозокот игра многу важна улога, треба да се внимава на тоа. Да. И само за самиот крај, дали преку проценката и проверката на Body Mass индексот можеме да речеме дека ни е некоја почетна постапка или фаза во тоа во каква состојба сме и што треба да преземеме? Да, за скрининг е идеално да се направи, многу лесно, секој може. Не мора и на доктор, и самиот пациент може да го процени тоа, да пресмета колку има индекс на телесна маса. Тоа лесно се пресметува. Исто така ние водиме сметка односот на обемот со висината и таму има некои параметри. Обемот на струкот исто така е многу битен параметар кој што дава директна индикација за абдоминалните масти. Во нашиве центри имаме инбоди апарати кај што мерат, индиректно се мерат колку е процентуалната застапеност на тие масти во абдоминалниот дел и колку има потреба, колку треба да изгуби пациентот од телесна маса за да ги добие тие нормалните вредности на масти. Тоа ни кажува после пресметување од страна на апаратот, на инбоди апаратот, ни дава насоки на која насока треба да оди пациентот, на што повеќе треба да се внимава кај пациентиве. Така да самите пациенти, ако не можат ништо друго, само индекс на телесна маса, ако е 30 и нагоре, значи влегува во групата на пациенти со обезност и дека треба веќе да се направат некои промени во животот. Сериозно да пристапат кон тоа. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и јас за можноста. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Мајте убав и пријатен ден.